На денешен ден, 17 септември, 1580 година. Роден е шпанскиот писател Франциско Гомес де Кеведо и Вилегас, сатиричар кој заради зајадливиот јазик и отровното перо беше повремено повластен во дворецот, а повремено прогонуван и затворан. 1796 година. Првиот председател на САД, Џорџ Вашингтон, шеф на државата од 1789 година на американскиот народ му упати проштална беседа, одбивајќи трет пат да се кандидира за председател. 1857 година. Роден е францускиот физичар Константин Едуардовиќ Циолковски, татко на астронауката. Уште во 1883 година ги изложи идеите за креирање на реактивниот погон кај ракетите, а во 1903 година го објави првото класично дело за теоријата на астронауката. Советската академија на науките ја востанови наградата Златна медалја Циолковски за исклучителен придонес во астронауката и во истражувањето на Вселената. Умре на 19 септември 1935 година. 1890 година. Во Закојци кај Церкна е роден Франце Бефк, словенечки писател и борец за национални и социјални права на словенечкиот народ под Италија. Најпознати негови дела се Капетан Мартин Чедермац, Човек против човека, Црни браќа и сестри и други. Умре во Љубљана на 17 септември 1970 година. 1905 година. Во Задар е роден Владан Десница, хрватски писател, преведувач и есеист. Од делата познати му се Зимско летување, Пролетта на Иван Галеп, Тука веднаш пред нас и други. Умре на 4 март 1967 година. 1908 година. Роден е рускиот виолинист и диригент Давид Фјордовиќ Ојстрах, еден од најголемите мајстори на виолина во 20 век. Завршил конзерваториум во родниот град Одеса, а се прославил во 1935 година со наградата на меѓународниот надпревар по виолина во Варшава и во 1937 година со наградата Исај во Брисел. Беше професор на Московскиот конзерваториум и со голем успех настапуваше во целиот свет. 1918 година. Роден е израелскиот државник Хаим Херцог. Беше председател на Израел од 1983 до 1993 година. Пред тоа беше командант на Јужната армиска област и прв воен гувернер на Западниот брег кој беше окупиран во 1967 година, а од 1975 до 1978 година израелски амбасадор во Обединетите нации. 1957 година. Умре Крешемир Барановиќ, хрватски композитор, диригент и музички педагог. Автор е на првиот хрватски балет Лицитарско срце. Други негови дела се операта Невестата од Цариград, композиции за оркестри, песни, театарска музика и друго. Роден е на 25 јули 1894 година.